Јасно ми е дека партиите се плашат од избори, но предвремени избори нема да има. Ова го порача денеска премиерот Христијан Мицкоски по реакциите на дел од политичките партии дека ВМРО ДПМН подготвува терен за предвремени избори. Според Мицкоски, оваа година владата е посветена на реформи и консолидирање. Изборите се предвидени за 2028 година, а неговата партија, како што вели првиот човек на владата, е секогаш подготвена на избори. Има некои од партиите што се исплаши од таа изјава, ја следам, од избори, но мојот став, вие го знаете, мојот став е дека оваа година избори нема, оваа година е реформска и година на консолидирање. Јас би сакал да имаме редовни избори, кои што ќе се случат наскоро во пролетот 2028 година. А дали 2027 е опција, знаете дека ВМРО ДПМН е секогаш подготвено да оди на избори и да победи, но на кое што ние сега го правиме и кое што го има нашиот фокус е тоа да испорачаме реформи и да зголемиме економската активност, со што ќе зголемиме и стандардот на граѓаните. Зошто тогаш вчера најавил дека избори ќе има наскоро? Мицкоски одговори, едноставно такви се законите и мора на секој 4 години да има редовни избори. Со реакција се јавија од СДСМ. Велат дека владата и Мицкоски се исплашени по политичкиот пат на Орбан и сега сакале да се спасат преку предвремени избори. Мицкоски брза на избори од страф од истрагите што доаѓаат по падот на Орбан. Кога ќе снема пари за тендери и полнење џебови, криминалната организација ВМРО веднаш ќе почне подготовки за избори, изјави денеска генералниот секретар на социјалдемократите Саша Димитриевиќ. Вчера премиерот Христијан Мицкоски, одговарајќи на прашања поврзани со наводите на лидерот на СДСМ Венко Филипче, дека не гледа како Бугарија го негира македонскиот идентитет. Рече дека жали што опозицијската партија повторно одлучила да коленичи пред туѓи интереси, наместо да застане рамо до рамо со владата за националните интереси. Мицкоски во одговорот рече дека добра вест е тоа што наскоро ќе има избори и после тие избори ќе се случи СДСМ да се маргинализира. И оти се надава дека Филипче и таквите како него за секогаш ќе исчезнат од политиката и ќе дојдат луѓе кои ја сакаат оваа татковина и кои што ќе се борат за оваа држава, заедно со оваа влада, порача вчера премиерот.